Како да го надминеме секојдневниот стрес и да постигнеме подобри резултати, да имаме подобри комуникацијски вештини, дали се работи на личен или на професионален план. Со мене во студиото е Марина Матеска, трансформацијски коуч. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден. Благодарам на поканата. На самиот почеток реков дека можеби стресот е наше секојдневие, нешто што и не треба да биде така, меѓутоа не можеме да ги надминеме нели оние секојдневни работи кои што знаат никогаш да донесат и стресни ситуации, дали се работи тоа на работното место, дали се работи во нашето секојдневие. Меѓутоа Марина од она што можеби би сакала во овој воведен дел да го речам, да почнеме што практично значи ова трансформација коуч. Што практично значи? Значи да погледнеме во себе, да провериме нели како сме, во каква состојба прво ние сме и да се слушнеме себе си, а потоа и да тргнеме кон патот на трансформација, на она што не ни е веќе корисно, на она што се, например, верувања, ставови наши кои што не ни користат повеќе, и да успееме да си ја најдеме својата силна страна и од тоа место да действуваме. Така да ова е на кратко еден мал вовед во процесот на трансформација, меѓутоа така воведно тоа би било. Да, квалитетот велат на нашите релации го одредува и квалитетот на нашиот живот. Меѓутоа еве конкретно што е она што донесе до овој момент да се започне со практично ова едно ново, да го наречеме, професионално патување. Да. Јас негде околу 15 на години има кога прв пат се решив да погледнам во себе, затоа што бев соочена со многу предизвици, во голем бернаут, во непостигнување на тоа што го сакам. И со поддршка на тогаш психотерапевт успеав да дојдам во состојба на присуство, на овде сега, да видам навистина што ми е потребно. Од тој момент па натаму, значи, патот едноставно постојано ме водеше кон тоа да проверувам со себе што е она што мене ми значи. Интересно беше дека од тој момент почнав јас да се менувам, а почна и околината околу мене да се менува. Почнав да гледам резултати кои што навистина си ги посакувам и во приватниот живот, и во професионалниот живот. И таа логика на действување всушност ме донесе подоцна и во училиштето за трансформација Youth School, каде што учам веќе, неколку 5 години практики кои што се добри и дома и на работното место да ги практикуваме за да останеме во поголемо присуство, да го намалиме стресот, да си препознаеме што ни предизвикува стрес и потоа од тоа место на мир да можеме да действуваме. Така ги граде всушност и компетенциите за да станам трансформацијски коуч. Така да низ собственото искуство, низ она што јас го живеам, да можам да го пренесувам и на моите клиенти и на моите соработници и на сите по дома. Значи, во принцип, коучингот значи да се поддржуваме во процесот на раст и развој. Ајде малку попластично еве да го објасниме, дали можеби се работи за поголеми групи или за помали поединци кои што можат така. Велат дека првиот чекор најтешкиот е кога ќе почнете да разговарате отворено, независно дали се работи за некоја убава работа, дали се работи за проблем, да се најде решение на тој проблем и слично. Така е. Се започнува еден на еден во принцип. Дали сме во група или пошироко, секогаш е контактот помеѓу двајца. Кога станува збор за коучинг процесот, јас го работам во моментов еден на еден. Меѓутоа, кога станува збор за моите разговори, тогаш имам, навистина сум благодатна што имам можност со мои пријатели, соработници да разговарам баш со тоа како си и да навистина тргнеме од место кое што е вистински, можеби понекогаш и предизвик, и од таму да разговараме за проблемите и за намалување на стресот и така натаму. Кога зборуваме за баш коучинг процесот, во кој што професионално значи се градам, кога имаме процес еден на еден, тоа пластично значи да поминеме заедно низ едночасовно патување, а прво договарајќи си што сака самиот клиент да си постигне,
потоа да од која јасно ќе дефинираме каде сакаме заедно да стигне мојот клиент. Веќе почнуваме процес на истражување на она што се негови вредности, она што го води во животот, кои се бариерите, кои се предрасудите, кои се местата каде што не си даваме себе си поддршка, каде не си даваме себе си емпатија. И меѓутоа од место на силните наши страни, она што е навистина наша вредност, одиме кон тоа да видиме кои се акциите кои што вистински ни се потребни за да направиме промена или да постигнеме тоа што си го сакаме. Интересно е ова што спомена, можеби прво прашање на кое што не му даваме некое посебно значење, но е многу важно, некој те праша како си. Како си? Она општа комуникација, можеби забораваме да се радуваме на некој начин на се она што ни е дадено или се она што сакаме да го постигнеме. Да, обично и тоа како си, ако некогаш го поставим, ќе забележиме различна комуникација кога го поставуваме од искрена желба на вистина да дознаеме како е другиот. Тоа значи дека навистина сме спремни и отворени подлабоко да слушнеме. И тоа другата страна го осеќа и ако го поставиме прашањето про форма, тогаш другиот рече добро сум и понатаму одиме на истиот начин. Така да, тоа според Ото Шарме, професорот од кој што е теоријата која што учиме, вели дека тогаш сме на прво ниво на слушање, тогаш иако поставам прашање, јас сум незаинтересирана за вистинската страна на другиот, и тоа е првото ниво на слушање, во кој што многу често сме заглавени. Кога искрено сакам да дознам, тогаш моето како си со отворено срце, со емпатија. И другата страна тоа го осеќа и довербата веќе на друго ниво е и споделува на вистина што во моментот се случува. И во тој случај кога нели велиме кога е споделена одредена работа, тогаш пола и проблем е решен. Така да доколку на овој начин разговараме секојдневно, мислам дека можеме многу повеќе да постигнеме. Сепак да направиме една мала дистинкција околу тоа што практично трансформацијскиот коуч практикува и која е онаа разлика со, пример, професионалните психотерапевти, психолози и така натаму. Така. Коучот е личност која што има изградени компетенции за длабоко слушање, за присуство во овде и сега, за одредени техники примена кои што ќе го овозможат на клиентот да може да си ги препознае своите мисли, да ги препознае своите вредности, ставови и така натаму, и да исто така и да помогне како да се превземат акции. Коучот е оној кој што го создава просторот и партнерува со клиентот, и тој не се поставува како професионалец кој знае повеќе од клиентот, туку напротив, верува дека клиентот ги има сите своји одговори и дека има капацитет да ги најде истите. Јас само ги поддржувам тие да си го најдат својот пат. Сега, доколку е потребно клиентот и почувствува дека има доживеана одредена травма, значи има потреба од подлабоко да гледа во себе и да можеби излекува одредени травми, тогаш неопходно е барањето на помош од професионалец како што е психотерапевт, психолог и така натаму. И тоа го разликува, значи психотерапевтот си работи на длабоки травми, на минатот и така натаму. Коучот гледа секогаш заедно со клиентот кон иднината, јакнејќи ги силните страни на клиентот. Така, прво да ги детектира, да ги препознае, нели, да точно... Да, и се водиме секогаш од овде и сега кон иднината. Што сакаме да си постигнеме? Што е она што нас не води? Што е она што е за нас автентично? Што е исправно во овој момент? Така. Како, Марина, се поврзува твоето досегашно работно искуство, бидејќи долги години јас те познавам, нели, и како активист кој што многу има работено и во делот и на општествената трансформација и коучингот со се она што било сублимат од твојата работа? Да, некако со ова сега што го работам, всушност ми е баш така дека сублимат на се што и досега сум работела.
Социјалните работници, јас сум социјален работник, работам цел живот во секторот на социјална заштита и ние сите во тој сектор, без разлика дали социјални работници или од другите професии, луѓе сите сме насочени кон трансформација на општеството, кон создавање на подобро општество за сите и особено за ранливите групи на население во кои што понекогаш сите ние припаѓаме во зависност од животните ситуации. Меѓутоа, иако толку многу се вложуваме, за жал на колективно ниво не гледаме многу резултати. И понатаму е голема сиромаштијата, и понатаму е потребно многу да се работи на инклузија, човекови права, значи социјална правда, значи сите теми можеме сите да признаеме дека ни е потребно многу повеќе. И сега во такви ситуации кога се даваме себе си максимално, се донесуваме себе си во бърнаут, во согорување, чувствуваме и неправда, чувствуваме и дека недоволни сме, некорисни сме и така натаму, се поставува прашањето и јас си го поставувам, што е тоа што е потребно да направиме за да стварно колективно видиме поголеми резултати. И водејќи се од тоа, значи доаѓам на ова место да стварно да моето искуство го пренесам на другите. А тоа е кој е моето искуство, да сватив дека ако јас сум со мојот мир, со мојата благосостојба, тогаш сум спремна да помогнам и да го носам мирот кон надвор. Ако јас сум инклузивна и кон себе, и кон другите, тогаш сум спремна да носам инклузија. И на тоа не учи самото училиште од YouSchool, дека трансформацијата се случува од нас кон надвор, не обратно, и дека може би се на долг рок резултатите ќе се видат, ама ќе се видат. Дека потребно е што повеќе сите ние си поддржиме себе си да бидеме во поголемо присуство, благосостојба, мир и од таму да действуваме. И така дојдов до ова и мојата желба е да професионалците во мојата сфера ги поддржувам да си го најдат собствениот мир и слобода и благосостојба, без разлика каде и да се, без разлика на кое место се, од таму да тргнеме и да видиме што е можно за секој од нас. Така, ги спомена социјално ранливите категории, бидејќи имаш и во оваа сфера долги години работено, што практично ова значи за оваа целна група? Значи многу. Замислете да кога ранливо лице кое што навистина животната ситуација го донело да биде комплетно изместено и да има потреба и од основните задоволување на основните потреби, да имате професионалец од другата страна кој што ќе ве пречека со една состојба на спокој и ќе ви рече се е во ред, ќе биде добро. Заедно ќе работиме на постигнување на тоа што ви е потребно. Значи брзо решавање на можеби предизвикот или можеби само влевање на надеж дека навистина све ќе биде добро и значи намалување на паниката, намалување на хаосот кој што се случува и доаѓањето до соодветни информации, да расчистување на можеби патот како можам да стигнам. Но и сега зборувам за еден професионалец, но замислете ако се повеќе и тие се, значи јас многу размислувам системски, затоа што стварно сме систем кој што влија еден на друг. И ако ние професионалците во полето сме во синхронизација, во една благосостојба заедно, ние многу лесно ќе можеме да го поврзаме случајот и брзо да го решиме. Значи каде и да сме, од која позиција, дали во невладиниот сектор, дали во Центарот за социјална работа или на ниво на министерство, затоа што понекогаш работите се решава и со менување на политики за да може одреден проблем на теренот да се реши. Така да го гледам од тоа да сите ние и се здружуваме и да се поддржуваме во тоа да сме своји, автентични. Во тој случај нема многу
како да кажам, промашени чекори да имаме во действувањето. Има ли интерес за проширување на оваа мрежа, она што го рече, да биде во рамките на институциите, бидејќи сепак и луѓето, професионалците кои што особено работат во делот на социјалната заштита, и тие се луѓе, практично секојдневно гледаат, нели, тажни некогаш настани кои што допираат и до нив. Сепак не може да некоја човечка судбина да останете имуни да не реагирате. Дали можеби овие тренинзи би им помогнале и на овие лица? Зашто секој сака, особено во својата професија, да биде што подобар и нормално и да се едуцира во рамките на, нели, и формално и неформално. Така е. Мојата искрена желба, посакување и намера е да стварно имаме простор за професионалците во системот на социјална заштита кој што ќе овозможува да ги наречеме регенеративни практики кои што ни овозможуваат да си го постигнеме тоа што нас важно. Сега, оно што мене ми дава и голема надеж и поддршка во овој момент е иницијативата која што се случува на светско ниво од страна на жена која што била вработена во ЈОН, а сега самостојно прави иницијатива за да ги собере сите професионалци кои што се фокусирани на регенеративни практики, може подоцна да објаснам што се ова значи, да го реосмислиме работењето на Обединети нации. Да ги поддржиме професионалците што се во Обединети нации, да действуваат на овој начин со една поголема присутност, со храброст, со грижа за себе, грижа за другиот, нешто што е многу природно и човечки, ама како да ни треба поддршка за да си го најдеме. И ете таа иницијатива и учество таму што во моментот се случува овие 2-3 месеци ме охрабрува да и сега зборувам за ова и да превземам чекори во следниве месеци да направам некоја иницијатива која што ќе овозможи да почнеме да експериментираме. Ова не е така. Овој процес кој што е кокреативен, заеднички треба да го развиваме и стварно се надам дека ќе зборуваме за некој време и за конкретни работи во врска со ова. Ги спомена тие регенеративни практики, што всушност тие би значеле? Да, најверојатно овој термин све е широк. Јас ќе кажам како јас во овој момент тоа го разбирам и како гледам дека може да се случи. Тоа значи да имаме простор во кој што ќе овозможиме длабоко слушање едни за други на работното место. Да учиме, да поддржуваме и да веруваме дека секој од нас го има капацитетот да го најде проблемот преку одредени конкретни алатки постојат и да се поддржуваме и соработуваме. Медитацијата е еден од начините да исто така бидеме во присуство. Меѓутоа, во секое подневие постојат и други можеби практики кои што може да бидат корисни и јас сум отворена да слушам и за како некој си се донесува себе си во мир, да користиме и нешто што е наше. Мене искрено медитациите доста ми помагаат. Потоа други активности се, например, поддршка се вика action learning или учење низ акција, меѓутоа да се споделува. Например, имам предизвик, го кажувам предизвикот, другите ме слушаат, даваат своја перспектива. Ова е битно да се каже дека важно е да рефлектираме на тоа што го слушаме, а не да обвинуваме, значи без осуда. Таквите пракси тргнуваат од момент на тоа дека не го осудувам другиот, како и да мисли, туку само забележам што е потребно да донесам од мојата перспектива. И така помагам на другиот лидер, значи работи за јакнење на лидерство, да ги види повеќе перспективи. Идеално е да ги видим и перспективите на некој кој што не е во институцијата, кој што е надвор, значи на ранливите групи. Така да овие простори овозможуваат да слушнеме и други перспективи. Па потоа да донесеме одлука која што е базирана на информации, на знаење, значи да бидеме
да бидеме отворени за новото. И поефективни, така. Марина, кој е твојот конкретно коучинг пристап, особено кога треба да се направи некоја дистинкција околу менторство, консултантство, терапија и слично? Да, нешто малку споменав, значи пристапот кој што јас го користам е холистички. Тоа значи дека пристапувам со свесност дека дека единката влие, значи секојдневното живење, сите аспекти ги земам во предвид, значи и интелектуалниот, духовниот аспект, емотивниот аспект, значи и знаејќи дека сме веќе целосни, веќе сме совршени, и исто така тоа значи дека она што ни се случува дома, ни се случува и на работа, значи влијае на тоа што ни се случува на работа, па не се фокусираме исклучиво на одредена тема, туку го оставаме процесот да е креативен и да ни донесе комплетно нешто што можеби не сме го ни очекувале. И друго што е важно е дека навистина верувам во тоа дека секоја единка носи комплетно се, уникатни сме, единствени и можеме да постигнеме се што ќе посакаме на начин на кој што е добар и за нас и за сите други околу нас. Има ли посебни возрастни категории со кои што работиш? Има ли тука влијание возраста? Кој за што одредена тема или област сака за одредена област да разговара? Области нема ни нели конкретно возраст. До сега искуството мое да работам со луѓе кои што се од 20 до 40 години некако возраст. Различни предизвици имаат, меѓутоа секој предизвик значи се третира на истиот начин, така да меѓутоа слушајќи го клиентот што си има да си донеса, така да она што единствено што јас сакам да се фокусирам во моментов можеби е да биде тоа во секторот на каде што јас действувам, но искрено значи јас имам клиенти кои што се и во бизнис секторот и таму имаме луѓе кои што се соочуваат со бернаут, имаме луѓе кои што имаат посакување да си постигнат повисоки и општествени цели, така да отворена сум за секој кој би сакал да работи. Ова согорување што го спомена како термин е нешто што можеби е подолгорочен притисок, секојдневен притисок или можеби акумулирани или некои да ги кажам стресови кои што ги носи и самото работно место, ги носи нашето секојдневие, обврски во семејството и така натаму. Меѓу другото, дополнително брзиот развој на технологијата си го зема данокот, од една страна нели ни олеснува, од друга страна можеби и не оттуѓува, особено нели социјалните мрежи и така натаму. Што е она што можеби кога се зборува за ова стресно секојдневие би требало да го знаат граѓаните и на тој начин и вие да им помогнете нели со посебен пристап, нели да се себе спознаат, да се насочат каде можеби ќе го извадат најдоброто од себе, бидејќи сите сакаме се и мислиме дека мораме се да направиме, но докаде се оние граници кои што треба да си ги поставиме? Знаете како прво да се поврземе со себе значи да останеме малку повлечени со себе и да почнеме да си го слушаме сопственото тело. Најдобрата алатка која што секогаш користи во секоја ситуација е да се го свртиме вниманието на дишењето. Кога ќе почнеме да го вртиме вниманието на дишењето, значи на струењето на воздухот во ноздрите, на тоа како влегува во нашето тело и излегува. Значи веќе почнуваме да се поврзуваме со себе мислам дека на најдобриот можен начин и толку многу едноставно. Само е потребно да си дадеме простор за тоа.
Тоа е нели сами на себе што би можеле како да за му дадеме почеток. време на времето, така да. И да му дадеме време. Да застанеме е многу важно, да не трчаме, да мораме све да завршиме. Друга исто алатка која што сам себе може човек секогаш да си ја користи е пишувањето на дневник, ама не е дневник во кој што си раскажуваме нели некоја приказна, туку е дневник во кој што си изнесуваме во моментов се што мислиме, ги носиме мислите на хартија, ги вадиме и во тој случај станува се појасно што е битно, а што не е битно. И од таму можеме да видиме понатаму како да продолжиме. Значи, може би и планови што треба да се реализираат, па полесно е кога ќе ги имаме напишано. Апсолутно. И тоа идеално е да го правиме, например, пишувањето, вадењето на сите мисли навечер, преспиваме и потоа веќе се бајле како да знаеме што треба. Значи не треба премногу напор за тоа. Нели старите велат преспи, па потоа носи денот одлука. е попаметен од ноќта, па може би утрото е така попаметно и еве ова само бидејќи стварно сме во време во кое што премногу сме преплавени со мисли, нашите глави се онака огромни, а телово како да не си го чувствуваме. Ова е една од тие алатки кои што можат сами да ја користат. Но доколку имаат потреба од помош и поддршка за да добијат малку поголема јасност за тоа што сакаат, каде сакаат да стигнат, или ако знаат каде сакаат да стигнат, ама им треба поддршка, тука сум ја за разговор, за диалог. Так. Има ли посебно, Марина, некои стресни професии кои што особено бараат вакво внимание или ваков тип на коучинг? Па мислам дека овие професии кои што ги спомнав нели во системот на социјална заштита, социјалните работници, здравствените работници, наставниците, значи луѓе кои што се насочени кон тоа да навистина дадат се од себе за другите, за ранливите групи, за младите, тие многу често се наоѓаат во ситуација да имаат потреба од ваков тип на поддршка, за да истраат во тоа што е стварно нивна добра намера. Значи, јас верувам дека во овој сектор сите со добра намера тргнуваат да направат нешто корисно за општеството, кое што не е поврзано со тоа да правиме профит, нели? Туку е благородна општествена нели работа на која што треба да ја посветиме внимание и од овој аспект. Дали доволно се знае кај нас за овие активности, за овој трансформацијски коучинг? Колку луѓето се заинтересирани да научат нешто ново, да видат нешто ново, да побараат совет, различно размислување, па можеби да пронајдат нешто што и не мислеле дека воопшто може да го поседуваат како некоја внатрешна моќ? Мислам дека последниве години се буди и интересот, се будиме како луѓе дека потребно ни е нешто поразлично. Се почесто су во кругови на луѓе кои што бараат поддршка, даваат поддршка, се креираат веќе заедници на луѓе во Македонија. Така да сме на почеток, не мислам дека многу од луѓето знаат точно што значи ова и затоа и сум благодарна што денеска имам можност да зборувам за ова. Но тоа е патот, значи ќе мораме да шириме и преку пример и преку разговори. Меѓутоа најмногу мислам дека кога луѓето осеќаат, тоа се споделува и така и досега јас имам не многу клиенти, негдека стотина се сесија 20 на клиенти, меѓутоа доаѓаат кажувајќи си еден на друг, значи спонтано. Па искуството потоа се пренесува. Марина, какви се споредбените ви искуства со останатите земји? Како ова се е прифатено, формулирано, како сето тоа се надградува, бидејќи рече 15 на години веќе го осмислуваш за да го работиш како производ на нешто што сакаш и самата секојдневно да се надополнуваш, зашто ова е жива материја која што бара нели постојано вложување, постојано едуцирање, учење нешто ново, па и ние практично секој ден учиме нешто ново. Да. 15 години се подготвувам најмногу преку трансформација на себе си. Затоа што мислам дека никој не може да навистина го донесе тоа на другиот ако не го искусил, посебно кога зборуваме за вакви процеси.
На светско ниво мислам дека многу повеќе е развиено. Значи јас сум во моментов во процес на акредитација која што ќе ми ја даде Меѓународната федерација за коучинг и таму значи тоа е една огромна заедница на коучеви кои што работат во различни земји на различни континенти. Така да е многу актуелно, значи во Америка е прилично долго време веќе актуелно, значи Европа веќе. Така да ете и ние се приближуваме и препознавам доста колеги и коучеви, препознавам дека и психотерапевтите исто така работат и коучинг, тие се исто специјализирани дополнително да може да помогнат. Така да присутно е и потребно. Што е нешто дополнително ве планираш да го понудиш практично во оваа дејност? Би сакала да и планирам, веќе и почнав, направив една работилница или сесија, може да се каже дека за длабоко слушање, за генеративно слушање, да прво препознаеме точно кои се нивоата на слушање кои што ги имаме, затоа што сите ние можеме и имаме капацитет да слушаме на сите 4 нивоа кои што ги препознава професорот Ото Шармер, нели, од каде учам, и да откако ќе ги препознаеме, потоа да ги практикуваме низ конкретни алатки. Така да планирам да направам ваков тип на повеќе работилници, да повикам, нели, кој сака да учи слушање, и тоа мислам дека после би овозможило да живееме живот во кој што ќе имаме поголемо меѓусебно разбирање и да комуникацијата навистина ни биде на друго ниво и да имаме вистински диалог. Мислам дека иако многу често го зборуваме дека ни е потребен диалог, имаме диалог, ама дали навистина имаме диалог, треба да се провериме. Така и да размислиме секој лично, да си погледнеме во себе, потоа да бараме колективна нели одговорност и комуникација. Која е твојата визија еве практично за заокружување на разговоров на подолг рок, ако може така да го кажеме? Мојата визија на подолг рок, како што споменавме, е да имаме вакви простор за на практикување на присуство, на длабоко слушање на работните места, особено во секторот каде што јас действувам. И да создаваме заедница на луѓе кои што тоа ќе го шират. Значи, мора да тргнеме од нас. Јас сум благодарна дека веќе имам уште неколку истомисленици кои што сакаат да тргнат по овој пат, да создаваме заедница, да гледаме во себе, не во другиот, да не обвинуваме, затоа што се носиме и ние кои што го гледаме во другите. Некако така, тоа е еден голем абсурд, ама вистина е дека се додека не го најдеме собствениот мир и действуваме од тоа место, немаме никогаш право да осудуваме, но немаме право ни да действуваме и да кажуваме како другиот треба да направи нешто. И што е исправно, што не е исправно е многу релативна работа. Повеќе би кажала дека треба да учиме што е соодветно за оваа ситуација да превземеме. Така, мислам дека вербалната комуникација и она што значи добрина која што сите ја поседуваме, меѓутоа на различен начин ја манифестираме, е многу важно да ја пронајдеме секој во нас себе си, а потоа нели да ја рефлектираме и со другите, така ќе бидеме и ние подобри личности, и може и да очекуваме и другите да бидат подобри со нас. Така, мислам дека магијата се случува баш тогаш кога ние сме отворени. Така, Марина, ти благодарам многу за разговорот. Секако ги очекуваме резултатите од овие планови што ги спомена дека планираш да ги реализираш во иднина и особено кога се работи за некои позитивни аспекти на живењето, надминување на можеби некои стресни ситуации. Навистина ми е задоволство да поразговараме и верувам дека голем број од гледачите ќе се пронајдат секој на сопствен начин. Се надам, јас благодарам многу уште еднаш за можноста да зборуваме. Така, велат телото и умот се едно, затоа е потребно да се фокусираме на нив како целина. Благодарност уште еднаш. Почитувани, правиме тука кратка пауза и се враќаме повторно во студиото. Бидете со нас, него менувате каналот.